тие нации се уште се во својот заради, се уште се откриваат себе си. Сите го следат примерот на Европа и едноставно сметаат дека ако сакаме јака држава, јака нација, единствениот начин е преку експанзија територијална. Два концепта идеолошки, идејни. Едниот е концептот, како што кажавме, тој социјалистичкиот, додека другиот е на така нареченото руско народњаштво. Светозар Марковиќ е под влијание на овие идеи. Исто така во овој момент битен е многу и Љубен Каравелов, тој е бугарскиот револуционер, се познавале со Светозар Марковиќ и заедно работеле на идеите на Балканска федерација. Првата, Балканска социјалистичка социјалдемократска конференција се одржала во Белград во 1910 година, која што учествувале 34 делегати. Најбројни биле од Српската социјалдемократска и Бугарска социјалдемократска партија, меѓутоа имало и од Истанбул, од Скопје, од Битола, па зафатиле Балканските војни, па започнала Првата светска војна и оваа конференција го добила своето второ продолжение, втора конференција во 1915 година во Букурешт, каде што била донесена дури и одлука за создавање на Балканска федерација. Една перспектива која што кај нас е веќе избришана од јавниот наратив и од историјата. Дури 1920 година се формира и организацијата Балканска комунистичка федерација, која што е секција на Коминтерната и чија задача е да ги координира сите овие балкански партии, за да можат да ги искоординираат нивните настапи, идејно да се зближат и така натаму и така натаму. КПЈ на почетокот благонаклонно гледа кон создавањето на Југославија, но под влијание на политиките на Коминтерната, таа го менува својот став, тврди дека калството на Србите, Хрватите и Словенците подоцна Југославија е фактички зандана на народите. Ова идејата со Балканска федерација, како што кажа, е најнапредна на овие простори и реално СФРЈ било нешто најнапредно што сме го доживеале. Кои се вашите перспективи за идна Балканска социјалистичка федерација? Почитувани гледачи, здраво, јас сум Џејлан Бејлију, а вие гледате Д-програма, односно серијал на историски теми со значајност за народите кои што живеат на Балканот. Денес повторно се наоѓаме во инфоцентарот во село Пчиња, односно на местото каде, како што кажав на претходната емисија, каде што се наоѓала бугарската архива, поточно архивата на бугарската фашистичка држава, која што во 1943 година била запалена од страна на партизаните. Денес тука сме повторно со другарот Стефан Илиевски, здраво Стефан, и другарот Евгений Литовски, здраво Евгений, каде што ќе се осврнеме на една идеја, односно на идејата за Балканска федерација, со посебен осврт на идејата за Балканска социјалистичка федерација. Па така, Стефан, прво ви почнале со тебе, можеш да не воведеш малку во ова идеја, значи датира од пред социјалистичката идеја, датира идејата за Балканска федерација, па малку да не воведеш во тој период, кои ја пропагирале таа идеја, кои биле, да кажам, тука луѓето кои што работеле за остварување на таа идеја, кои сили и слично. Николците на Балканската федерација, односно за така нареченото единство на балканските народи на Балканот, доаѓаат се во рамките фактички на тоа источно прашање и прв пат, како најголем одес, доаѓаат преку идеите на руската царица Катерина Велика. Значи таа
после големата победа над османиите 1774 година и подпишувањето на Кучук Кајнаџирскиот мир, таа сонувала да се воспостави една голема, да кажеме, балканска држава, која што би била монархистичка, со која што ќе владееле некои од нејзините наследници и која што ќе ги опфатила териториите каде што живееле православните христијани. Ова во историјата влегло како така наречениот грчки план на Катарина Велика. Но од објективни причини овој план никогаш не бил реализиран. Но ова, да кажеме, во понатамошните децении, ова идеја во некои форми обстанала, така да еден грчки интелектуалец на преминот од вековите, значи од 18-тиот кон 19-тиот, ја презел ова идеја на Катарина Велика. Неговото име е Ригас Велестинлис и тој сонувал под влијание на француската револуција и идеите за слобода, братство и единство, сакал да создаде една балканска република составена од повеќе провинции, меѓу кои Македонија, Грција, Србија, Бугарија, Тракија, Албанија. Но ова исто така било само на идеен план, никогаш конкретно не дошло до реализација нови идеи за балканско единство. Стриката започнува да се менува од 19-тиот век, кога во 19-тиот век започнуваат првите востанија на балканските народи, кои што, да кажеме, делумно започнуваат како социјални востанија, но подоцна под влијание и на субјективни и на објективни околности добиваат своја национална форма и израз. Во 19-тиот век нели и испредплетено е тоа прашање класно, национално, социјално. Еве конкретно првото српско востание од 1804 година е востание против така наречените дахи. И тоа е и во историјата останато како буната против дахиите. И конкретно српските востаници во почетниот период се борат заедно со османиските власти против дахиите, кои биле одметнати од централната власт во Истанбул. Но со текот на времето, како што кажав, ова востание поприма национален карактер и под влијание на некои надворешни сили, како например Русија, истото станува антиосманлиски настроено. И подоцна прераснува во национална револуција на србите, при што, иако е неуспешно, после второто српско востание успева Србија да добие некаква си автономија од Османската империја. Битно е да се каже дека низ целиот период на 19-тиот век постои идеен спор за тоа во каков правец треба да оди реализацијата на источното прашање. Дали да се оди кон федеративна, значи сите балкански народи да станат дел на една голема држава, или да се оди национално секој народ на Балканот да си добие своја држава. Преку принципот на самоопределување, претпоставувам, или во тој момент се уште не е јасен? Да. Проблемот тука е што повеќето народи во тој период се уште не се достигнати на степенот да бидат самостојни нации. Еве конкретно пак ќе го спомнам српскиот случај, например србите, кога, значи ова е веќе 840-тите години на 19-тиот век, тие се уште не знаат докаде се србите и докаде се протегаат на местата каде што тие живеат. Така да мислам и Вук Караџич во неговото дело Срби сви и свуда кажува: ние на југ, ние не знаеме воопшто докаде, дали живеат срби во Косово, дали живеат во Македонија или како тие нарекуваат Стара Србија. Така да дори во 60-тите години кнезот Михајло испрати еден негов пратеник Стефан Верковиќ да оди на научна експедиција во географска Македонија за да види какво е словенското население таму. Значи, тогаш тие нации се уште се во својот заради, се уште се откриваат себе си, се уште едноставно си ги сетуваат своите граници. Но имаат груба представа за тоа што и каде, мислам, бидејќи сите го следат примерот на Европа и едноставно сметаат дека единствениот, ако сакаме јака држава, јака нација, единствениот начин е преку експанзија територијална.
и затоа сите, мислам, од таму потекнуваат сите големи идеи на балканските народи. Сега, идеите за самоопределување не биле стигнати, но биле стигнати социјалистичките идеи преку Светозар Марковиќ, нели? Или Димитрија Туцовиќ, можеш малку за тој период. Како стигнуваат до идејата дека Федерацијата Балканска исклучиво треба да биде социјалистичка? Да, значи вака, еден од најголемите и меѓу првите идеолози на социјализмот во 19 век на Балканот е Светозар Марковиќ. Сега, значи, тој е современик на Маркс и на Енгелс, значи можеме да... И на Париската комуна исто така, мислам дека има пишувано. Тој починува, ако не се лажам, 1875 година, значи тој е човек што е актуелно во тој момент бил сведок на многу настани, така да е запознаен. И сега, како што кажавме, Светозар Марковиќ е многу интересна личност и генерално тој е под влијание на два концепта идеолошки, идејни. Едниот е концептот, како што кажавме, тој социјалистичкиот, додека другиот е на така нареченото руско народњаштво. Толстој, предпоставам, така Да, Толстој е повеќе анархиста, значи ова е некој, да кажеме, 50-тите, 80-тите, 60-тите години на 19 век, каде што концептот на народњаштвото е тоа дека селаните треба да бидат тие што сами ќе се раководат, дека треба да постојат комуни, значи тоа е некоја, како да кажеме... Топизам, социјалотопизам некој? Па да, некоја форма као заедници на селски комуни, така нешто. И Светозар Марковиќ е под влијание на овие идеи. Исто така во овој момент битен е многу и Љубен Каравелов, тој е бугарскиот револуционер, кои што заедно се познавале со Светозар Марковиќ и заедно работеле на идеите на Балканска федерација. И Светозар Марковиќ во овој период сватил дека единствениот начин доколку сакаме ние на Балканот да бидеме фактор и на геополитичка сцена и да дојде до, да кажеме, слобода на сите народи што живеат на Балканот, е преку формирање на една Балканска федерација. И тој така ја замислувал, како федерација на федеративни единици со слободни селски заедници. Но, како што кажавме, значи, тој починува некаде на средината на 7-та деценија на 19 век и тука неговите идеи обстануваат. Мислам, тоа е генерално во целата историја на идеите, тоа е и доколку тие се сосечени, мислам, доколку луѓето што ги промовираат не се сосечени, тие сепак остануваат и да не можеш лесно да ги совладаш. Например, тоа се идеите на декембристите во Русија, тие ако се физички ликвидирани, после идејата за либерализмот на Русија останува се до 1917 година у некоја форма. Либерализам не е само, мислам, како тоа на движење идеолошко од запад, туку како идеите за слободата, за еднаквоста, за правото на глас. Значи не е економски либерализам, туку... Не, еманципаторските и просветителските идеи во тој концепт. Сега тука ќе сакав да допрашам кој бил односот на Комунистичката партија на Југославија кон ова прашање, кон Социјалистичка федерација. Низ кои принципи се гледа во тоа прашање? Значи вака, за да стигнеме до Комунистичката партија на Југославија, мораме да кажеме дека научниот социјализам, значи оној на Маркс, на Енгелс, а не е тој како што бил например на Светозар Марковиќ, тој бил поише утопистички социјализам, навлегува на Балканот после 900-та година, кога
започнуваат и првите штрајкови, манифестации на работници, а исто така и во Османлиска Македонија, тоа се првите штрајкови. На 1 мај исто имало. Да, прослави на 1 мај. Во тој момент започнуваат и да се појавуваат првите, да кажеме, социјалистички партии на Балканот, кои се изразито, да кажеме, активни. Така, например, Српската социјалистичка работничка партија начело со Димитар Туцовиќ, Бугарската работничка партија начело со Димитар Благоев. Значи, сите тие биле партии кои започнале со агитација и меѓу кои што еден од клучните принципи бил идејата за Балканска федерација, бидејќи на тој начин сметале дека тоа е единствениот начин преку кој што сите балкански народи може да живеат во слога и може да ги едноставно да живеат и во слобода и да живеат во просперитет. Сега тука важно да се спомена првата балканска социјалистичка конференција од 1910 година, каде што исто така било донесена резолуција со цел, мислам, која што повикувало на формирање на Балканска федерација. Но проблемот настанува после, да кажеме, 1914 година, кога што знаеме, повеќето социјалистички партии во Европа се ставаат на страна на нивните национални влади, освен две. Едната е на Српската, иако Србија во тој даден момент била земја врз која е извршена агресија, Српската социјалистичка работничка партија излегува со став дека оваа војна е буржујска, односно империалистичка, и дека работниците нема што да бараат во неа. Значи, таа била и националната партија во Европа заедно со спартакистите. Да, значи Роза Луксембург во Германија, да, и исто така и Руската социјалистичка партија. Значи, тие биле единствените групи во Европа, а останатите се ставиле во служба на нивните национални влади. И сега стигнуваме до прашањето на КПЮ. Значи, Комунистичката партија на Југославија е формирана 1919 година и таа на почетокот гледа благонаклоно кон идејата за југословенско обединување како една форма на реализација некомплетна на Балканската федерација. Извини, секогаш се гледало само пример словенските народи да влезат, еве што е со Албанија пример тука. Како Албанија се вклучува во овие, да кажам, идеи? Албанија се вклучува подоцна. Значи, во одредениот период, генерално под влијание на панславизмот, влијанието е највеќе насочено и условно сега можеби постои некое православно влијание во позадина, али обично се гледа на тоа или христијанско, пошто е католиците, хрватите и словенците се католици. Обично кога се зборува за Балканска федерација, се зборува и за Албанија и да кажеме Косово како дел на Албанија, но никаде не се специфицира и се влегува во детали. Туку се зборува како нешто потенцијално. Тоа до израз доаѓа во периодот после Втората светска војна, зашто ќе каже Евгений. Али во тој момент доминантна е идејата за југословенско или јужнословенско обединување, бидејќи југословенското обединување е реализирано, но јужнословенското не е, бидејќи Бугарија е бугарите се јужнословенски народ, но никогаш не влегле во федерација со останатите народи на Југославија. Да. И сега битно е дека КПЮ на почетокот благонаклонно гледа кон создавањето на Југославија. Но под влијание на политиките на Коминтерната, таа го менува својот став, тврди дека калството на србите, хрватите и словенците подоцна Југославија е фактички зандана на народите и дека таквата федерација треба да се, мислам, не е федерација, таа е унитарна држава во дадениот момент и треба да се разбие бидејќи е империалистичка творевина на Версајскиот мировен договор. И тоа е изгласано, например, на низ целото делување, значи после 1919 до некаде 35-та година, КПЮ цело време се противи на постоењето на Југославија како Версајска творевина. На старата Југославија, да речеме, да би појасно за гледачите. На Кралска Југославија, на СХС. Тука дали може јас само сега да се надоврзам, вака, значи,
колегата Стефан даде еден доста добар и интересен и обширен вовид. Јас малку ќе ја подвратам приказката исто до еден дел за да дообјасниме за гледачите и мислам дека е интересно. Јас имам извадено повеќе во текот на оваа емисија неколку интересни цитати за да им приближиме на гледачите еден интересен пристап за сето ова кој што Стефан досега го објаснуваше и понатаму ќе продолжиме. Така да јас ќе тргнам од приказната за првата Балканска конференција, која што во суштина е се уште, значи изворно се нарекува Балканска социјалдемократска конференција, бидејќи социјалдемократијата се уште тогаш била сметана за револуционерна тенденција и тоа е ова што го спомена Стефан во суштина до распадот на Втората интернационала и создавањето на Третата интернационала. Тоа што интересно е дека првата, значи Балканска социјалистичка социјалдемократска конференција се одржала во Белград 1910 година, на која што учествувале 34 делегати, на која што најбројни биле од Српската социјалдемократска и Бугарска социјалдемократска партија, меѓутоа имало дури од Истанбул, од Скопје, од Битола, од Романија, Хрватска, Словенија и така натаму. И еве јас еден дел кој што е доста интересен за да се добие една перспектива која што кај нас е веќе избришана генерално од јавниот наратив и од историјата, дури е избришана за како се обидувале овие групи да ги решаваат некои проблеми, така да цитирам, ќе го прочитам. Значи вели вака: првата Балканска социјалдемократска конференција го поддржува ставот дека нивното свестување, тука се мисли свестувањето на масите, може да се постигне единствено преку концентрирање на економските сили во целина, надминување на вештачките поставени граници, создавање на целосна взаедност и заедништво во животот и одбраната на заедничките опасности. Како политички представник на работничката класа која не го споделува националниот антагонизам на владеачките класи, социјалдемократијата има важна задача да биде најсвесниот, најрешителниот и најдоследниот носител на идејата за солидарноста меѓу народите на југоисточна Европа и со класната борба на пролетаријатот да ја зајактува одбранбената моќ на народите кон завојвачката политика на европскиот капитализам. Ова е баш еден одличен дел од декларацијата која што била донесена на таа конференција. И сега да продолжиме понатаму хронолошки во приказката. Значи било одлучено дека наредната година и 1911 година треба да се одржи Втората Балканска социјалистичка конференција која што била закажана во Софија. Меѓутоа поради проблеми во бугарското работничко движење, односно нивната поделба на тесни и на широки социјалисти, тоа се одолжило, па зафатиле Балканските војни, па започнала Првата светска војна и оваа конференција го добила своето второ продолжение, втора конференција во 1915 година во Букурешт, каде што била донесена дури и одлука за создавање на Балканска федерација, Балканска социјалистичка федерација. И наредно што се случува е нели големиот настан кој што повторно кај нас во историјата и во јавниот наратив е избришан, тоа е нели случувањето на Октомвриската револуција 1918 година во Русија, кој што нели на власт се ги донесе, тоа се изборија за власта Ленин и болшевиците, и тоа даде еден нов полет, значи на сите овие партии на Балканот, за кои што Стефан веќе ги спомена, еден нов полет во нивното организирање и во нивното работење на оваа идеја. И тука е ова идеја веќе тесно поврзана со Коминтерната, веќе Коминтерната се создава, како што е познато, 1919 година, колку да сакаат тоа сега да го избришат, тоа сепак бил еден настан во историјата кој што направил огромни поместувања и кој што се почувствувал на Балканот. И нели тука значи комунистичкиве партии кои што нели тоа е поентата, поделбата внатре која што имале сите социјалистички партии, тие делови кои што ја прифатиле програмата на Трета интернационала, еден од условите била нели во името да го додадат зборот комунисти, па прво станале комунисти во заграда, па потоа станале комунистички партии. И многу е битно да се спомене на оваа тема кога сме веќе тука, тоа дека во 1920 година се формира и организацијата Балканска комунистичка федерација, која што постои до 32 година. Тоа е во суштина една организација која што е секција на Коминтерната и чија задача е да ги координира сите овие балкански партии, да, за да можат да ги искоординираат нивните настапи, идејно да се сближат и така натаму и така натаму. Уште кратко и ќе привршам. И тука значи поради тоа најмногу се наметнува ставот генерално на Коминтерната, значи во
наредниот период или тоа што го кажа Стефан. Сепак се отвориле, факт е дека се отвориле тука многу разни прашања, значи се тоа многу убаво вака звучи, меѓутоа и самите водства на комунистичките партии стигнале до различни проблеми. Ние без да не влегуваме тука да се оградиме од сам почеток, нема значи да не влегуваме во објаснувањето на националните прашања, меѓутоа факт е дека тие прашања им се отвориле и тргнувале да ги решаваат главно тргнувајќи од ленинистичкиот пристап на решавање на националните прашања. Тоа било нели пристапот на самоопределување до отцепување и тоа го е запишано во самиот манифест на формирање на Балканската комунистичка федерација, кој што можам да го цитирам, меѓутоа ајде да не одземаме време, ако треба ќе се привратиме. Сакав тука да те допрашам, која е разликата меѓу организација во тој период и партија? Што значело партија во тој период, а што организација? Дали можеме во денешен аспект? Бидејќи во денешен аспект за партија нели да оформиш треба да собереш 1000 потписи, тога сигурно тоа така не функционирало. Дали можеме да знаеме пример што било партија, што организација? КПИ е забраната. Така да, иако формално, например, после обзнаната, иако формално таа го носи името Комунистичка партија на Југославија, таа во суштина формално не постои. Да. Не, само бидејќи пример еве скопските социјалисти, Скопска социјалистичка организација, некаде се споменува како организација, некаде како партија. Значи во некои форми се има здружувано како партија, во некои форми како организација. Ова што го начина со соработката нели меѓу различните организации на овие простори, како се одвивала во текот на Втората светска војна. Дори да стигнеме до Втората светска војна, значи тоа е периодот ова што исто го начна и го спомена Стефан, генерално бидејќи Коминтерната се смета нели за организација која што треба да ја координира светската револуција, значи баш поради тие причини се формира и Балканска комунистичка федерација како организација и во принцип сите балкански комунистички партии треба да членуваат и се придржуваат до сето тоа кое што во суштина Коминтерната го планира, го организира и действуваат и поради тоа гледаме промени во нивните ставови. Во принцип тоа е многу битно да се свати за целиот овој меѓувоен период. И затоа гледаме пример ова кое што го спомена Стефан за ставот на КПИ по однос на Југославија, па гледаме дека во 35-та година кога Коминтерната го менува ставот за Југославија, го менува и КПИ ставот за Југославија и тоа е сепак мора да се свати во суштина од потребите и од условите кои што се развиле, главно од доаѓањето на власт на Хитлер и промоцијата на новата политика на Коминтерната, тоа е политиката на Народен фронт, која што нели значи класна соработка, а не нели бидејќи на тој на 7-миот конгрес во 35-та година е прогласена политиката на Балканска федерација, значи таа политика за самостојна работничка политика, ајде така, пролетарска политика, така да речеме, е прогласена за некој вид на секташтво, дека еве не дава успех и дека благодарение на тоа се појавува фашизмот, се крива фашизмот и сега ќе се направи една промена и ќе соработуваат класите меѓу себе и тоа ќе биде Народен фронт и во принцип тоа е битен момент за да стигнеме до Втора светска војна, кој што морав тука да го споменам. Да, инаку веќе кога стигнуваме до Втора светска војна, иако е веќе во тој момент, пак ќе речеме, мора да сватиме дека од страна на Коминтерната, која што дури распуштена нели во 43-та година, е таа политика главно напуштена. Меѓутоа гледаме тука некои несогласувања, некои некоординации, бидејќи сепак почнува, како што знаеме, еден таков настан. Полека се губат контакти, Москва влегува во некои нивни премрежја, бидејќи имаат проблем така мал тука битки кај нив источен фронт, па не можат се да искоординираат, па гледаме како се случуваат разни процеси на Балканот и тука стигнуваме до приказката која што е многу интересна, приказна во текот на Втората светска војна, тоа е приказната за Балканскиот штаб. Значи тоа е една приказна која што се случува прв пат се појавува во историските извори од 42 година есента, каде што Тито разговара со Светозар Вукмановиќ Темпо, која што е замислена значи да се создаде Балкански штаб кој што ќе ги координира сите народно-ослободителни движења на Балканот и тоа би било на некој начин некоја контура за некаква си идна федерација и тоа во суштина било замислено бидејќи 42 година се уште
Велика Британија како еден од главните фактори на Балканот ги поддржува главно десничарскиве движења, значи дали збораме за четници, за монархистички. Ама во борбата против Германија во случајот ги поддржува или како? Види, тие значи дел војува против Германија, дел беа колаборационисти, затоа 43-та година таа политика ја напушта Велика Британија. Ќе стигнеме и до тоа. И поради тоа, значи, за да не можат да се вратат тие монархистички тенденции, затоа почнува да се развива оваа приказка со балкански штаб. Сега тоа е пак една многу интересна, бидејќи темпо доаѓа, да речем, на територија прво во Македонија, па се префрла во Албанија и се обидува да ги скоординира сите тие работи и на 20 јуни 43 година е потпишан еден договор кој што не е во тоа толку договор колку што е состанок на кој што се изведени заклучоци од тоа и на тоа ставаат подпис КПЈ, Темпо, КПЈ, Грчката комунистичка партија преку нивниот делегат Верверис и Комунистичката партија на Албанија преку Енвер Хоџа, додека делегат од Бугарската партија немало на терен, па Темпо е добил таа задача да ја пренесе таа идеја. Меѓутоа целта заклучоците се, пак ќе ги прочитам, ќе ги цитирам бидејќи се интересни и тука ќе подзавршам. Значи, вели вака: имајќи ги предвид постојните услови и значењето на развојот на народно-ослободителната борба на Балканот, делегатите едногласно инсистираат итно да се оствари меѓусебна соработка на народно-ослободителните сили на сите земји на Балканот во патриотската борба за ослободување на потиснатите балкански народи. Принципно делегатите се согласија дека не е корисно да се оствари само реципрочна соработка, туку да се води за етничка акција, потенцирам, на сите народно-ослободителни сили на балканските земји со која цел да се формира заедничка команда или главен штаб. Сите делегати се свесни за историската важност на формирањето на главен штаб на Балканот, кој би и давал нов елан и ритам на борбата за ослободување на балканските народи. Формирањето на такво тело ќе придонесе еднаш за секогаш да бидат ликвидирани појавите на шовинизам и да се засили зближувањето и збратимувањето на балканските народи. Тоа ќе и даде нови сили на борбата за полна победа на демократијата во балканските земји. Со тоа ќе се отстранат сите пречки и ќе се отвори патот за формирање на Балканска конфедерација по исторувањето на фашистичкиот окупатор на Балкан. За жал, оваа идеја никогаш не заживеала, набрзо била напуштена, британската политика притиснала ради тоа, значи ако Тито ги разговарал за оваа идеја, веднаш после донесувањето нова ја критикува таа идеја и тоа се поклопува веќе во септември. Британската мисија започнува да го поддржува Тито, Фицрој Маклин доаѓа кај Тито и едноставно Тито ја запира таа идеја. Исто така и Грчката комунистичка партија, иако ја подпишала, го повлекла подписот ради разни работи, така да тука завршува. Стефан, сега да се вратиме на тебе, кој бил геополитичкиот однос и сооднос меѓу земјите после завршувањето на Втората светска војна? Нели, некој нов поредок, советски условно кажано, можеме да кажеме, па што се случувало? Да, како што кажавме, значи и во претходната емисија, ова е некој надовржување на истата. Значи, прашањето за Медитеранот е едно од клучните и најголеми прашања за речиси сите големи сили во дадениот период. Значи, зборувам за силите од страната на сојузниците. Значи, во 1944 година, значи во текот на војската, во текот на војната, Винстон Черчил оди во Москва и заедно со Сталин се склучува познатиот состанок, фактички така наречената Московска конференција, каде што се исцртуваат процентите за тоа кој колку всушност треба да добие од влијание на Балканот. Бидејќи, како што кажавме, Балканот бил средишна точка, еден од најбитните, да кажеме, области, територии за по време на Европа.
И За како ќе се распредели, како се буквално делење на пленот. Така да имам за да кажеме за идејата на Балканска федерација, ова било мислам дека и попишувањето на сметната пресуда, бидејќи со доделувањето на процентите, фактички веќе уште од 44-та година се знаело дека многу тешко ќе дојде до формирање на Балканска федерација во вистинска смисла. Зошто? Бидејќи Англија, тоест Велика Британија, добила, да кажеме, 90% влијание во Грција, наспроти 10% на Советскиот сојуз. Додека пак во Југославија влијанието било договорено да биде 50-50, во Бугарија мислам дека беше 70-30 во однос на Советскиот сојуз. Само тоа ни кажува дека големите сили секој си имале своји планови за тоа како би требало да изгледа политичката слика на да кажеме на Европа после Втората светска војна. И во однос на тоа Британија тоа го сватила многу сериозно. Па 44-та година дој за време на после повлекувањето на германската окупацијска војска од Грција истоварила своји војски во Атина, во Грција. И дој во декември 1944 година има и судири помеѓу грчките партизани од ЕАМ Елас против британските војски. Буквално се водат улични борби во самиот град. И тие завршуваат со така наречениот договор од Варкиза, каде што ЕАМ Елас се договорува да се разоружа и за да се успостави привремена фактички влада начело со еден од мислам дека грчки архиепископ или така нешто беше. Со ова, да кажеме, Англија го зацементира своето влијание во Грција и ова е една од причините што подоцна од 46 до 49 година ќе биде дојде до граѓанска војна во Грција. Бидејќи таму напнатоста е толку голема, а Британија, а подоцна и САД се решени никако Грција да не стане, да кажеме, да не влезе во советскиот лагер, бидејќи со тоа целиот источен Медитеран или Левант ќе падне под влијание на Советскиот сојуз. Ќе може успешно да ги блокира нивните интереси на Блискиот исток, бидејќи тогаш веќе се наоѓаат и нафтените полиња и се гледа дека, мислам, тука се уште Индија е колонија на Англија. Индија добила независно 47-та година, така да уште Британија гледа долгорочно на тоа дека Медитеранот мора да остане во нејзини раце. Да. А сега сакав ова во граѓанската војна на кои учествувале фактички, значи освен социјалистичкиве борци, дали учествувале и други? Меѓу кои бил сударот и кои биле здружени? Значи, учествувале генерално, битката се води помеѓу ЕАМ Елас и ЕДАС. ЕДАС е нешто аналогно на четничкото движење во Југославија. Во обратна насока, се борат меѓу себе. Да, едните се монархисти, имате тука и нешто републиканци, се борат против комунистите во Грција, да. Кои, мислам, имаат голема помош и од македонските комунисти, и од бугарските, и од албанските. Да, во првиот момент, но подоцна, значи, како се менува политиката. Мислам, Сталин е свесен дека никогаш нема да може да ја добие Грција, бидејќи веќе е договорен со англичаните, со британците и затоа и тој отстапува. Една и од причините зашто се случува резолуцијата со информбирото е тоа што Тито е упорен во тоа да му се спротивставува на Сталин и продолжува со помошта на грчките партизани. Но, од друга страна, па тој е круцијален за нивниот појас, бидејќи ја затвора границата со Југославија и Грција и покрај на крај, мислам, после 49-та, после битките на Грамос, грчките партизани се повлекуваат преку Албанија, а не преку Македонија, тоест Југославија. Сталин бил свесен дека грчките партизани никогаш немале да успеат да дојдат на власт во Грција, бидејќи тој веќе имал договор со Черчил и тој го почитало договорот. Значи тој ја добил Југославија, иако Југославија била 50-50 договорено, значи 50% да имаат влијание
британците, тоа западните сојузници, 50% да имаат советите. И Шубашич е ставен за министер за надворешни работи, мислам Шубашич е дел на југословенската кралска влада во Лондон. Но Титото успешно го користи, после спроведува референдум против враќањето на кралот, така да Југославија целосно потпаѓа во советскиот лагер. Но Сталин си ги знаел неговите домети, мислам неговиот дострел и сметал дека било какво инсистирање на тоа и Грција да биде освоена ќе резултирало со можеби евентуално нова војна. Можеби ќе се тоа што се случи во Кореја ќе се случило и на Балканскиот полуостров. Значи некоја проценка. Тоа е некоја проценка, да. Исто така, например, што е многу битно, Југославија 46-та година е еден од најфанатичните поддржувачи на Советскиот сојуз и најголеми пријатели, и во дадени моменти е и многу по, да кажеме, антагонистички расположена кон западните сојузници од Советскиот сојуз. Пример, 46-та година во Словенија тие соборуваат еден американски воен авион, транспортен авион, кај што гине екипажот целиот. Значи, тие се спротивставуваат всушност и на американците. Исто така има еден инцидент поморски помеѓу Албанија и Англија, каде што англиските, т.е. британските воени бродови нагазуваат на мини и мислам дека околу 50 на мојна гинат. Тие мини се поставени од страна на југословенската војска, иако тоа го побајал Енвер Хоџа. И од тој најголем, најјак сентимент антикапиталистички доаѓа, мислам, за таа резолуција, значи има многу студии од геополитика до самата психологија на личностите, бидејќи Тито се сметал себе си за победник што сам ја ослободи Југославија и никој не сакал да се стави, да кажеме, на исто, тој сметал и тоа и сега Евгений ќе го додаде, тоа е едно од најголемите проблеми во воспоставувањето на федерацијата помеѓу Бугарија и Југославија е тоа што Тито инсистирал дека Југославија, бидејќи самата е слободена, бидејќи имала многу јака војска, треба да има примат во секоја идна федерација, да кажеме, со Бугарија или со Албанија. Да, разбирам. Па добро, види, тој примат уствари Советски сојуз го има во целиот свет. Значи Југославија сакала да го има на Да, и фактички тука конфликтот е помеѓу тоа, кој да биде, пошто Советскиот сојуз сакал да биде да кажеме неоспорен лидер на социјалистичкиот лагер. И одеднаш кога имаш нов момент на Балканот, каде што една Југославија се спротивставува на тоа. И мислам дека тука лежи и до личностите на Тито и на Сталин, бидејќи двајцата биле такви лидери да едноставно не сакале да, не знам, не отстапувале од своите ставови. А например Југославија многу инвестирала конкретно во Албанија и преку донации, помош економска, фабрика, индустрија, кадар, да, и Југославија, тоа многу тешко му паднало на целото југословенско раководство, бидејќи со резолуцијата на Информбюро тие ги изгубиле и, да кажеме, позициите што ги имале во Албанија. И од сите сојузници на Југославија за време на мислам од сите противници на Југославија, од соседните земји, тој антагонизам со Албанија бил на највисок степен и имало, мислам дека околу 100 загинати југословенски и албански војници до 55-56 година, само на границата помеѓу Југославија и Албанија. Буквално се водела тивка војна на сите граници.
И со Бугарија, и со Романија, и со Унгарија, и со Албанија. Значи поради влијанието фактички. Поради тоа што сметале дека Тито е отстапник од советскиот лагер, од социјалистичкиот лагер. Па го викале дека е агент на западните капиталисти. Добро, Евгений? Да, еве јас да се надоврзам на ова отприлика што го кажа Стефан. Тоа се гледа инаку со приматот уште од Балкански штаб. Во суштина тука е критиката на Тито во креирањето на Балканскиот штаб, бидејќи во писмото кој што го патува објаснува како ќе го изгубат приматот ако се формира Балкански штаб, бидејќи тука и меѓу себе комунистичките партии имале некакви антагонизми во суштина, бидејќи Бугарската комунистичка партија и не ја прифати баш толку таа теза дека се спремни за да водат активна борба во Бугарија, за разлика од народно-ослободителната борба во Југославија, и во принцип голем дел од критиките од страна на КП и кон БКП се насочени кон тоа, дека тие не ја прифатија и дека беа стално секогаш во една дефанзива. И тоа го гледаме, јас дури и во моментов кај што ти го отвори околу формирањето на федерација после 44 година помеѓу Југославија и Бугарија во тие билатерални односи, има една формулација од страна на Југословенска партија, значи каде што вели во случај на формирање на таква федерација Бугарија би ни била тројански коњ внатре во Југославија, ако ја примим. Така да не се тие односи баш најчисти, иако е факт дека се пак најсветла точка од овие 100 години што назад што ги имаме видено. Сега да се вратиме тука при крајот на 44-та, значи сепак радикално се променува ситуацијата во Бугарија со 9 септември, нели, со доаѓањето на Отечествениот фронт, нели, таа антифашистичка коалиција на власт во Бугарија, каде што сепак главниот збор го имала тогашната Бугарска работничка партија комунисти, нели, Ѓорги Димитров и таа екипа. И тука веднаш гледаме некакво поставување на односи, дури до 5 октомври, нели, познатиот Крајовски договор, каде што е првиот меѓународен договор на новата власт во Бугарија. Имаме преговори, разговори, повеќе контакти, повеќе писма меѓу двете страни. Иако и таму се провелува таа нишка на недоверба меѓу двете страни. Тоа што е доста интересно е дека веќе во крај во тие договори, во тие преговори го гледаме и Советскиот сојуз, односно Сталин, каде што во тој момент па и притиска на некое зближување помеѓу двете страни, кое што повторно поради меѓународната позиција по само 3 месеци се повлекува исто од таа позиција, бидејќи веќе од јануари 45-та година па до Блед, да речеме, до Блед, онаму, до 47 година, имаме најразноразни проекции за создавање на федерација помеѓу Југославија и Бугарија, меѓутоа тоа се главно билатерални односи, бидејќи мора да го сфатиме моментот дека во Грција ситуацијата, ова што го објаснуваше Стефан, не се развива како што нападне тука Грција не влегува, а од друга страна и меѓународната реакција на сите овие работи, особено на западниот свет, особено на Британија, која што сето ова го разбира дека едноставно се обидуваат да ја затворат Грција, нели, со цел тој социјалистички лагер северно, нели. Па реално и ке условно кажано ке беше затворено, значи не ке може да, ма тоа е нарушување на интересите на Британија, што па даден на капиталистичките интереси. Така да тоа не може баш така да го остават. И тука сега гледаме на пинг-понг дипломатија, значи мислам дека се 7-8 нацрт проекти кај што двете страни не можеле да се договорат, и главната точка на недоразбирање во суштина тоа го викаат дуалистичка и плурална федерација, во суштина дали да биде принципот 1+1, односно дали да биде принципот Југословенско-бугарска федерација или да биде Југославија, со тоа што Бугарија би била седмата република, или како што сакаат да го наречат многу често 6+1. Нормално Југославија, тоест КПЈ ја туркаше работата да биде во овај плурален југославенски дел, а Бугарија во тој дуален 1+1. И тука има големо недоразбирање, меѓутоа дури не може тие меѓу себе да се договорат околу овие работи, се менуваше и политичката сцена, се менуваше политичката слика и постојано има проблем голем што
меѓународните фактори генерално ја гледаат Бугарија се уште цело време ја префрлаат тоа дека беше дел од оската за време на војната и дека не може баш така да склучува меѓународни договори, односно да ги нема сите. Значи казната е се уште. Да, значи и тоа се провеува бидејќи видите мировниот договор и ратификацијата на мировниот договор или признавањето на бугарската влада доаѓа дури ноември 47 година. Значи до ноември 47 година Бугарија лепди во тие меѓународни односи. Во бюрократските фактички нели не се знаеш. Горе-долу и тоа е голем проблем и затоа пример кога се случуваат Бледските спогодби, Сталин ги критикува, значи тие Бледски спогодби во прв момент, бидејќи тоа се случуваат во август 47 година и се случуваат инаку без знаење на Сталин и кога се разбира дека ги подпишуваат, Сталин остро ги критикува ради неколку точки. Едната од точките е ова што ви го говорев, во смисла да подпишане мировниот договор, бидејќи во февруари во Париз се подпишан договорот за Бугарија, меѓутоа не е ратификуван. И тој ги критикува во смисла можевте да почекате уште малку да се ратификува, од и сега ќе се направи проблем во однос реакцијата, или кој под реакција тој мисли на западни сили, главно на Британија и на САД како најмокни, сега ќе можат да искористат оваа ситуација за да пуштаат поголеми војски во Грција, да речеме, и во Турција. И тоа е една од главните критики. Втората критика е дека првиот Бледски договор, тоест на состаноците во Блед е подпишано на како се вика траење без време. Значи, без ограничување. Без ограничување и тој му префрлан тоа дека таков договор во меѓународната дипломатија не е познат, не постои она и дека мора да биде. И тоа го гледаме, значи една недела е само после она. Многу интересно во самиот дневник, мислам дека Ѓорги Димитров има запишано само, значи пример ако на 12 мислам август беше критиката, на 13 август Димитров испраќа писмо до Тито во кое што вели вистина може би погрешивме. Може треба да го повлечиме сега договорот и тука се гледа тоа влијание. А што точно се договориле устари таму? Тоа се видите, тоа се договори кои што се главно економски. Значи за царини, за едното друго. Економска соработка и многу е битна точката каде што се простуваат нели војните репарации од страна на Југославија кон Бугарија. А зошто се простуваат? Поради тоа што комунистичката партија на Бугарија доаѓа на власт? Да, тоа се тие во духот на пријателските односи. Так, братски иако соборничките, па реално. Иако тука не станува збор за федерација, станува збор за билатерални сојуз, фактички взаемно пријателство се вика договорот, секаде низ договорот се провеува нели братски сојуз. Братски сојуз како термин. И да, го менуваат инаку и имаме втор дел фактички од Бледските спогодби кои што се случуваат во така наречен, тоест не така наречен градот, се вика Евксиноград, малце тежок за изговарање, тоа е во ноември, тоа е после ратификацијата на ова што зборуваме и тука ги скоригираја, значи тука е тоа влијание бидејќи е на договор на 20 години веќе подпишан и идејата сепак има контури за федерација бидејќи идејата беше кога ќе се остварат сите тие царински унии, иста валута и такви идеи, да се приклопи да се И во македонскиот случај, Македонија вајдаска да се обедини со Пиринска Македонија и да бидат како посебна федерална единка, а Србија да ги врати така наречените западни покрајни на Бугарија и со тоа да се реши, да кажеме, дел од македонското прашање. По ова истото важи, ова сега што го кажа 6+1 или 7 република, јас за Албанија сум нешто прочитала дека истиот концепт бил применет и за Албанија, дали Албанија да биде дел од Федерацијата на Југославија или дали да биде како 7 република во таа федерација, така што мислам со седа концепција пробува. Тука генерално постоел латентен проблем околу Косово и тоа југословенските југословенските представници во Албанија, тоа постојано во нивните депеши до Белград постојано го споменувале, вика ние сме братски комунистички партии, се бориме за иста цел, за иста идеал, но кога ќе го споменеме Косово, ние автоматски добиваме негативни, да кажеме, реакции од нашите другари. И фактички идејата на Албанија била да влезе во Југославија, но само доколку Косово се обедини со Албанија. Значи, Албанија како федеративна единка заедно со Косово. Па исто како еве за Бугарија со Македонија, мислам со Пиринскиот дел. Значи,
И, например, во Пак ти- случајот со Македонија, веќе започнала таа културна соработка, учители од Македонија, од Пиринска Македонија, нели, кога се договарале федерациите, никој не ги спомнувал точно каде ќе одат до каде ќе одат. Значи, тие сакале да ја внесат Албанија, ама каква Албанија би била во идната федерација? Дали со Косово, дали со Санџак, дали со делови од Македонија? И тука доаѓало до проблемите. Значи, повторно, територијалните прашања нерешени ги создале дополнителните проблеми. Бидејќи да, ние сите оделе од таа, да кажеме, комунистичка доктрина, нели, право на самоопределување. Албанците во Косово имаат право на самоопределување. Но тога што е со србите на Косово, дали тие имаат право на самоопределување? Мислам, ова го зборувале српските комунисти. И тие викаат да, пошто во дадениот период, мислам дека процентално населението било 17% албанци, 30% срби. И тие викаат добро, ако албанците на Косово имаат право на самоопределување, тогаш и ние србите на Косово имаме право на наше самоопределување. Така да ова е нешто како што се случи во Хрватска, да. Како што се случи во Хрватска 90-те години, кога Хрватска прогласи независност, тогаш и србите кажа ако Хрватска има право да се самоопредели за независност, тогаш и ние србите од Хрватска имаме да се право да се самоопределиме и затоа прогласуваат Република Српска крајна. Меѓу со две острици е ова. Никогаш ова било овој период бил најблиски од кога можело, ама за жал тоа политиката, мислам, резолуцијата на Информбюро и политиката на големите сили, па и Англија, Британија и Советскиот сојуз ставиле крај на оваа идеја и тоа е тоа. Да, тука само уште е куриозитет да се надоврзам, мислам, судиров информбирото е случај, мислам, процес кој што тлее, не е тоа така наеднаш на некој му текна па се скараме меѓу себе, тоа е процес во сите овие години од 44-та година па натаму од 45-та година, 44-та, 5-та па до 47-та кој што тлее. Меѓутоа интересно е тоа што баш седмицата на која што е свикана и која што за гласање на информбирото и тие баш крајни, да речам, финални проблеми се повторно поврзани со Балканската федерација, бидејќи Димитров дава една изјава која што гласи дека треба да се создаде, иако не е вели време, меѓутоа треба да се создаде Балканско-подунавска федерација во која што би влегле целово источен блок, значи зборувам од Унгарија, од Романија, од Чехословачка, сите, па вика дури би можело и Грција. И после тоа наеднаш Сталин мислам дека го читав и тоа баш во дневникот на Димитров или не, на друго место. Не, ни важно кај го имам читано, каде што Сталин телефонски му се јавува на Димитров и го критикува во смисла толку долго си во политика и даваш вакви инфантилни изјави. Значи не е возможно вакви изјави да даваш, ќе не убие реакцијата. И да, како викаат со станокот, таму нели оди Кардель, не оди Тито, па информбирото и целата приказка и да, со тоа во суштина е последниот, мислам се закопува таа приказка околу ова една реално напредна идеја која што траеше особено од 1910 година, каде што ја тргнав да објаснуваме сериозна една напредна убава идеја за Балканска федерација и братство помеѓу народите. Ова идејата со Балканска федерација, како што кажа, е најнапредна на овие простори и реално СФРЈ било нешто најнапредно што сме го доживеале. Кои се вашите перспективи за идна Балканска социјалистичка федерација? Значи, земено од историската перспектива, но и како политички правец. Што мислите, дали е возможна, после сите овие и војни на Балканот што се случија и 90-тите години, нели таа федерација се распадна преку војни и слично, дали мислите дека луѓето на овие простори би можеле повторно да изведат таква федерација? Јас се малку чудно мислење, мислам дека Европската унија е окей пат за тоа, али со реформа во Брисел. Мислиш дека веќе одмината е вака идејата за Балканска федерација? Па мислам дека да, во ова форма, пошто има многу голем историски багаж и ќе треба тоа многу години да се создаде, али дека некои други такви интегративни идеи може да остават просто. Да, ама види, и европскиве земји уствари имат багаж на колониализација, на експлоатација во Азија, во Африка, на Балканот, па пак успеале. Да, интересно прашање. Јас тука
во текот на емисијата прв пат тема се сложам со колегата на оваа тема, мислам дека е во ред. Не можам да дадам таков одговор дали е возможно, меѓутоа доколку е возможно во некоја хипотетичка ситуација, ако зборуваме, мислам дека е тоа возможно само повторно преку на истиот принцип за кој што говоревме во текот на целата емисија, односно преку комунистички партии, меѓу таква соработка комунистичка помеѓу комунистички партии. Тоа е тоа. Па ви благодарам, другари. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.